Почитувани медиуми, добро дојдовте на денешната пресконференција. Ме радува вашиот голем број, се надевам дека ќе ги задоволиме вашите интереси во однос на темата која што е на денешната пресконференција, Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Значи, по завршувањето на пресконференцијата, на сите вас ќе ви биде поделено едно издание. Време е за промена на досегашниот модел на економски развој, кој што Стопанската комора на Македонија го изработи заедно со експерти, представници од бизнес заедницата, во кој се инкорпорирани мерки и прашања кои што треба да представуваат понатамошен поттик за развој на економијата, значителен забрзан раст на економијата за релативно краток период. Едно од ова издание е издадено уште во 2011 година и во него е работено и веќе постои повеќе од една деценија. Една од клучните мерки кој што е инкорпорирано внатре во ова издание е креирање на поповолен бизнис амбиент, е системското поттикнување на иновациите како поддршка за успешните производни и извозни компании, преточени во закон со јасно утврдени критерии. Основата на овие мерки во поголем дел се совпаѓа со Законот за финансиска поддршка на инвестициите, кој стапи во сила во месец мај 2018 година, со што предложените мерки од бизнес заедницата, од Стопанската комора на Македонија, од пред една деценија ја видоа светлоста на денот, а со тоа една голема мисија на бизнес заедницата успеа. Зашто викаме голема мисија? Во изминативе 3 децении сведоци сме на еден негативен тренд на деиндустриализација во Република Македонија, каде што релативното учество на индустријата во создавањето на бруто домашниот производ континуирано се намалува, односно од 32% учество на индустријата во создавањето на бруто домашниот производ во 1992 година, истиот во 2016 година изнесува 15%, односно индустријата во создавањето на бруто домашниот производ се намалило, значи учеството на индустријата е повеќе од преполовено. Исто така, говорат податоците дека бројот на производи кои што се создаваа во минатото во Република Македонија, наменети за извоз, кои што имаат конкурентни предности, забележува значително намалување. Односно, од 675 производи со конкурентски предности кои што биле во 2006 година, во 2016 година овој број изнесува 461 конкурентен производ. Затоа цениме дека Законот за финансиска поддршка на инвестициите, во кој се инкорпорирани мерките од првиот и вториот столб од планот за економски раст, како барање на бизнес заедницата, со донесување на овој закон се потврди дека постои јавно-приватен диалог во градење на стратегија на генерирање раст на македонската економија која би била долгорочно издржлива, а за краток временски период. Владата за прв пат вложува буџетски средства како финансиска поддршка на инвестициите во приватниот сектор, кој ги опфаќа успешните производни компании. Законот за финансиска поддршка на инвестициите обезбедува транспарентност, прецизност, еднаквост и е за сите субјекти домашни и странски компании, а се темели на јавно достапни податоци од Централниот регистар на Република Македонија. Законот обезбедува правна рамка преку која ќе се овозможи поддршка на конкурентноста, продуктивноста и иновативноста во Република Македонија. Со носењето на овој закон се усвоја економски политики, тоест мерки, кои приоритетно ќе го поттикнат развојот на оние групи компании кои ќе овозможат забрзан економски раст. Односно, економскиот раст на Македонија треба да се темели на растот на производствените успешни големи компании.
Зошто така? Согласно податоците кои ги изнесов претходно за намалување на учеството на индустријата во создавањето на бруто домашниот производ и намалување на бројот на конкурентни производи во последнава деценија, само преку државна помош на големи производствени и успешни капацитети може да се обезбеди извозна диверзификација, односно може да се зголеми бројот на индустријски производи што ги создава Република Македонија со конкурентна предност. Само со овие успешни компании може да се пренасочи производството и извозот од производи кои што имаат мала додадена вредност, мал степен на доработка, да се создадат производи со поголема софистицираност и поголема продуктивност. Само приватниот сектор, преку успешните приватни компании, дали домашни или странски инвеститори, може да бидат двигатели на економскиот раст за краток период во Република Македонија. Само успешните компании од овој тип може да дадат значаен придонес во извозот и значаен придонес во намалување на вработеноста на краток рок што е потребно на Република Македонија. Затоа како бизнис, како најмоќна бизнис асоциација во земјава, сакаме да ја поздравиме одлуката на владата на Република Македонија за донесување на Законот за финансиска поддршка на инвестициите, во кој се инкорпорирани мерките од првиот и вториот столб, со што го потврди јавно-приватното партнерство од моментот на подготовката на законот, преку континуирана консултација со реалниот сектор, до неговото донесување и секако отпочнување на неговата реализација со објавувањето на првите компании во текот на минатата недела. Исто така да поздравиме решеноста на владата да продолжи со имплементацијата и да истрае во процесот на имплементацијата на овој закон и првите 100 договори да бидат само почеток на овој процес за кој Стопанската комора на Македонија очекува успешно да се спроведува и во иднина. Комората во наредниот период ќе направи директни посети на компаниите кои што се корисници на овие државни средства, ќе укаже на потребата компаниите доследно да го почитуваат договорните одредби од Законот за финансиска поддршка на инвестициите и да спроведат негова доследна реализација, но во исто време ќе ја промовираме потребата од дополнителни вложувања во текот на 2018 година, секако и во следните периоди, во насока сите заеднички како релевантни фактори во оваа држава да се обидеме значително да го намалиме за останувањето што економијата на Република Македонија го има во однос на Европската унија. И сите заедно да помогнеме да постигнеме значителен економски раст во следните периоди.